Многу е значено да прво ние видиме каде сме и да видиме реално каде се наоѓаме во нашиот живот, затоа што ние можеме многу како луѓе, ама не можеме многу тука и сега наеднаш. Акцијата е таа која што ќе ти го промени животот, затоа што ти во твојата глава можеш да имаш најцрни сценарии, животот да ти е убав, и обратно може да имаш најубави сценарии, животот да ти е катастрофа. Како се чувствуваш, ти мора да стоиш на две нозе, нели, да си добар, за да имаш веќе тука висока амбиција. И тука само ова би го додала. Има многу голема разлика меѓу висока амбиција и перфекционизам. А ако види некој во било кој момент дека му се активира траума, дека му е тешко, дека многу плаче, дека се чувствува незадоволно, веднаш нека се јави на стручно лице да почне да работи на себе. Елена, како си? Здраво, добре сум, ти благодарам. Ете, некако после празниците помина малку таа еуфорија и полека се враќам на стара рутина. Како си ти? Добро сум, иако сабалео малце снегот не изненади. Јас среќа живеам на 50 метри од кај што снимаме, така што не ми беше проблем, ама конечно се чувствува зима и тоа ми е малце, иако и јас самиот не сум моментално 100% вирус една друга, ама конечно се чувствува зима и тоа прави малце поубаво да се чувствуваш, бидејќи нели она чувство на јануар, зима, празници, снег додава малце поеќе на да се чувствуваш поубаво. Да, и снегот си има посебна маѓа, дефинитивно носи некој мир. Да, ја не сум толку поеќе по снег, ама мислам дека како поминат години колку се помалце снег имаме, толку поеќе имам она која, знаеш, идејата која ќе изгубиш нешто, тек тоа сваќаш колку ти значи, така сум сега со снегот, таков некој однос имам со него. Исто. Да. Сакавме у декември да ја снимаме овој епизод, за да излезе у јануар, ама еве се погоди некако у јануар за у февруар. И една тема која што мислам дека барем периодов, крај на една година, почеток на нова е доста важна. Каде што сакам да зборуваме повеќе за некои почетоци, за како настануваат, зошто пак, знаеш, зошто е важно у јануар да почнеме со многу нови работи. Сега да те прашам, како ја завршуваш ти, еве, за почеток, за тебе? Што правиш на крај? Дали има нешто што прави некои работи кои што ги правиш редовно, кога завршуваш една година, кога почнуваш нова, кои се тие некои работи кои што тебе те држат? Еве, барем периодов, последниве месец-два. Многу интересно прашање. Знаеш, може е добро што ја почнуваме во февруари баш оваа тема, затоа што јануари знае да биде доста преплавувачки, празници, многу тежок месец. И меѓутоа јас, затоа што некако долги години сум во личниот раст и развој, јас обично 2 пати годишно седнувам и планирам и правам јас сум родена на 1 јули, така што мене 31 декември или 1 јануари, 1 јули ми се денови кога планирам. Односно кога некако застанувам и прво нешто што правам една рефлексија да видам како поминала изминатата година, што било оно што било добро, што било оно што не било добро, какви грешки сум направила, што сум научила од тие грешки, кое чувство може би доминирало, не сум сакала да доминира, или може би кое чувство сум сакала да доминира, што сум правела за да биде тоа, така што јас знам да седнам и баш оно некако да направам една рефлексија тој ден. Меѓутоа не се врзувам точно дека мора да е тој ден, значи обично е почетокот на годината и подоцна некада дефинитивно си правам план и стратегија за другата година, ама тоа не е оној план на to-do листа и дека ова се ќе го направам, туку тоа е повеќе јас си го нарекувам тоа емотивен план, како сакам да се чувствам наредната година, што е нешто повеќе сакам да го донесам, да го имам во наредната година, така што не е она баш класично, например, ќе вежбам 3 пати неделно, ќе заработам толку, ќе одам на одмор толку, туку ете да речеме повеќе ќе бидам повеќе слободна, сакам повеќе да се грижам за здравието или да се чувствувам здраво, да се чувствувам задоволно во своето тело. Сакам чисто да ти го донесам разликата, знаеш, не ќе вежбам 3 пати неделно, туку сакам да се чувствам фит. И има доста голема разлика барем во тој емотивен начин и сметам дека тој начин барем мене и на повеќето луѓе со кои што еве комуницирам, работам, значи сум во различни групи, особено кога се некој вака коучинг каде што доста и се работи на цели, најчесто се насочуваме кон тоа да доминираат чувствата, како сакам повеќе да се чувствувам. И она што јас редовно го правам, тоа си поставувам тема на следната година. Гледам што е оно кон кое што сакам да се насочам, ги гледам повеќето чувства и емоции кои што ми се присутни, кои што сакам да ми бидат присутни, некако повеќе да доминираат наредната година и одбирам еден збор, понекогаш и една реченица, меѓутоа и некогаш е и символ. Но да речеме збор трансформација, да речеме кога отворив
кога го отворив мојот бизнис фактички, зборот ми беше трансформација. И името всушност настана така, трансформација да биде, затоа што тоа било година кога и некако на многу полења сум ја имала таа трансформација. Некогаш било слобода, некогаш била убавина, некогаш било смиреност, некогаш, значи некои различни, меѓутоа повеќето се некако поврзани со емоции и тоа е нешто што редовно го правам, значи поставаме на тема на годината и целата таа година свесно или несвесно, нешто е интересно, Ѓорги. Целата таа година случајно или неслучајно, не знам дали може да постои таква случајност, меѓутоа ми доаѓаат од страна работи кои што некако таа тема ми ја засилуваат или ми ја поддржуваат. Еве да речеме претходната година темата кога ми беше сите мои лични работи со мојот психотерапевт беа во склад со таа тема. Сега дали ја самата тоа сум се го предизвикала или не е важно, меѓутоа знаеш како кога имаше на рефлексија, кога си свесен во каква фаза од животот се наоѓаш, некако автоматски го правиш тоа. И нешто после темата што правам е си давам еден список кој што не го правам секој ден, меѓутоа си имам еден список на, ја го нарекувам тоа бекап план, што е оно што може мене да ме прикотвува или може да ме поддржува да јас навистина во текот на наредната година не се откажам од оние работи што знам дека ми се важни и се добри за мене. Значи не одам во перфекционизам, не одам во совршенство, меѓутоа некои мали ритуали кои што сакам да продолжам да ги правам и кои што не сакам ако имам лоши денови да заборавам колку ми биле важни. Знаеш, од типот на ако сакам да се грижам за моето здравје, тоа ми е нешто што е многу важно, си поставам неколку работи од типот на еднаш неделно што се треба да направам, макар еднаш неделно нели да бидам доста физички активна или макар секој ден да бидам по макар 5 минути да се растегнам во текот на тој ден или да внимавам на себе или не знам да речеме да пијам вода и така натаму и си поставам некои такви мали потсетници кои што ме поддржуваат и тоа е практика која што најчесто ми ја давам и на оние нели со кои што работам. Да, тие некои non-negotiables, не ми текна се зборот, кои што без разлика на се на тие остануваш и тие ќе продолжиш да ги правиш. Да, ама тоа се многу мали. Да. Знаеш, на типот на да речеме да не забориш да пиеш вода во текот на денот, ама не мора да е 2 литра вода, не мора да е 8 чаши така натаму, ама никаде да не забориш барем 2 чаши да се напиеш. Значи тоа се некој bare minimum. Да. Минимум што можеш да направиш. Да, она баш минимумот што можеш да го направиш во текот на денот за да се чувствуваш дека сепак не се откажуваш од себе си, односно не бегаш од она кое што навистина ти е значајно и важно. Да, сега да те прашам што спомна дека се фокусираш повеќе на емоции кога размислуваш за новата година, како дојде до тој принцип на бидејќи јас на пример се уште трагам по наоке што функционира за мене и сум имал, знаеш, trial and error, си пробал многу работи за да дојдеш до тоа што функционира. Како дојде ти до тоа дека ова е што функционира за мене? Зато, знаеш како, ја не мислам дека ова функционира само за мене, ја мислам дека ова функционира за сите луѓе и дека ако ти ги разложиш и ќе видиш и било кој друг начин како се поставуваат целите за планирање, секогаш се насочуваат кон емоција. Затоа што природата на човекот е да ние секогаш се што правиме целиме кон тоа да имаме одредена емоција, најчесто е позитивно, боже мој, нели? Секој сака да е позитивна, меѓутоа реалноста е дека зошто некој сака да вежба? За да се чувствува на одреден начин. Зошто некој сака да отвори бизнис, за да се чувствува на некој начин. Зошто некој сака да победи на, не знам, некој маратон, за да се чувствува, нели, значи сакаш да се чувствуваш гордо, сакаш да се чувствуваш исполнето, сакаш да бидеш среќен и така натаму. Значи на крајот на денот сите реално целиме кон некоја емоција. Мислам, ова не е нешто кое што е мое правило, реално, значи во психологијата е докажано дека ние сакале или некеле, ако не целиме кон одредено чувство, ако немаме наше зошто, не можеме ни да имаме мотивација, затоа што на крајот на денот всушност самата мотивација е твоето зошто. И било кога да ја изгубиш мотивацијата, постои само во наводници едно правило, во моментот кога мислиш дека немаш мотивација, кога си ја изгубил, само се навраќаш на прашањето зошто ова ми беше важно, зошто ова го правам, затоа што сакам XX и второто прашање е, окей, а како ќе се чувствам кога ќе го исполнам тоа XX или кога ќе ни самиот процес додека го исполнувам тоа XX? И ете ти две прашања кои што реално веднаш, значи инстантно те враќаат назад, односно ти ја враќаат мотивацијата зошто нештото си го почнал. Ако ти само си седнал и си ги напишал вака целите, а немаш зошто, немаш големо зошто, и знаеш тоа зошто секогаш на крајот на денот е некаква емоција. Знаеш, сакаш на некого да му помогнеш, ама зошто да се чувствуваш добро, нели? На крајот на денот секогаш се враќаме кон некакво чувство. И затоа
како и да планираш, што и да направиш, каков и систем да направиш, на крајот ќе ти биде важно како ќе се чувствуваш, но тука има нешто многу значајно, сам ева кога се зборува оваа тема и затоа што јас имам многу години, мислам сигурно 10 години целно планирам, сум седнала, сум се едуцирала како тоа да го правиме така натаму, претходно можеби не толку, ама сите ние си имаме некои желбени или и што сакаме да постигнеме и како деца, мислам што сакаме дедом разени донесо, тоа е природно едноставно да посакуваме. Знаеш како во нашата природа како луѓе е да посакуваме развој. Сега што е лошо што многу често тој развој не го гледаме како развој процес, чувства, насока, отприлика што сакаме, него го врзуваме само со бројки. Знаеш, сакам да, не знам, подкастот има 5000 прегледи. И ти го врзуваш со бројка, меѓутоа ако ти го врзаш со чувство, типот на да речеме колку ќе долго ќе биде гледан, дали ќе им помогне на другите, како тоа другите ќе го доживеат, дали не знам ќе спаси нели некои луѓе ќе ги поддржи, ќе им помогне, автоматски некако се вклучуваш со едно зошто, со некоја смисла. И кога имаш смисла, многу полесно одиш напред. Така што затоа би рекла ова не е мое со емоциите, ова е нешто што на крај на денот како и да планираш ќе видиш дека ќе биде тука и меѓутоа нешто значајно што сакам да споделам и зошто реков долги години планирам, не да речеме 10 години, во тие 10 години јас имав 3 деца и тоа сам динамиката на животот страшно се менувала. И ако некогаш бев малку од оние типови на сите ги имаме истите 24 часа во денот, немаш изговори и така натаму, сега знам веќе и искуствено, меѓутоа и едукацијски дека не е баш така. Односно дека е многу важно и значајно да ние, зашто ти реков на почеток, почнувам со рефлексија. Многу е значајно да прво ние видиме каде сме и да видиме реално каде се наоѓаме во нашиот живот, затоа што ние можеме многу како луѓе, ама не можеме многу тука и сега наеднаш. И знаеш, оној моментот на добро да видам во кој период од животот се наоѓам, што реално сега треба да ми биде важно, за да можам да прифатам дека некои работи ќе ги пуштам. Знаеш, оној период наречеме кога сум баш кога сум имала бебе дома. Не може во тој период јас кој знае какви цели да ставам, затоа што во тој случај јас можам да ја исполнам целта. Ама ќе се изгубам себе, ќе изгубам улогата како ќе изгубам вредноста дека сакам да бидам екстра посветена мајка. Некој може тоа да го направи, меѓутоа сепак преземе одговорност дека една улога ќе изгуби. Зашто не можеш во еден момент, во една година, наеднаш да застанеш и секој ден да тренираш, најдобар на работа да бидеш, најдобар партнер да бидеш, најдобар родител да бидеш. Мора некако да си дадеме една свесност и можеби една, знаеш како, скромност, да застанеме назад и да видиме добро, дај да видам сега оваа година што е нешто мене навистина ми е значено и што е нешто навистина можам да го направам без да се изгубам себе си. И ова стално го кажувам, сакаш да вежбаш, не можеш да се вратиш да речеме во теретана и не знам што да правиш и не знам какви вежби да правиш, да трчаш маратон, да речеме, мислам, ти можеш, ама колков дел тоа ќе земе од тебе. И тука преземаш одговорност дали јас сум спремна да тоа навистина зема таков дел од мене или едноставно сум подготвена да тоа го пуштам, да тоа го оставам за наредната година, по наредната година, а тука е сега да се посветам на она што животот ми го носи природно и она што е добро. И ова го гледам кај многу мајки, затоа го споделив, затоа што мајките некогаш знаат да очајуваат, леле не се на работа, леле многу се јавува едно FOMO, fear of missing out, можеби си го слушнал, тоа е страф од пропуштање. Не се на секаде, не се на сите настани, не може да излезат, не може да одат и така натаму. И сега знаеш како треба да бираш да пати децата или да пати мајката, меѓутоа во суштина ако мајката прифати дека тоа не е патење, туку тоа е еден период во нејзиниот живот кој што секако ќе се смени и ќе помине, и тука настанува едно задоволство и благосостојба. Да, баш на оваа тема разговаравме во една од претходните епизоди со некој кој што бил професионален спортист и во еден момент, иако физички може уште да се надпреварува, сваќа дека ќе чека сега, ми се роди керх. Јас морам да намалам, бидејќи наместо да поминувам 30-40 сати во неделата, напорен тренинг, режим, се тоа, мојата цел и моето зошто моментално се менува и уследниве неколку години едноставно тоа што, знаеш, тоа што ти било идентитет, тоа што си правил, пак професионален спортист или да кажеме некој, ако зборуваме за родителство, тоа, значи, ќе мора да земеш еден чекор назад за да се посветиш на тоа што сега ти се случува. И тие се некои моменти кои што мислам дека ја барем за мене ги имам сватено и се имам обидено да не најчесто практикувам кога нешто ќе ми стане преголем дел од мојот идентитет, кај што не можам се замислам без тоа. Еве се, например, ако дојде момент кај што, окей, подкастот не го снимаме или не работиме на ова, а јас не можам тоа да замислам, е време да направам една рефлексија, окей, колков дел од животот ми е тоа што правам и дали можеби треба малце да го пуштам
за да не се изгубам самиот себе си, бидејќи пак на крајот на денот тоа што правиме или барем за мене не е најважното нешто за мене. И тука е оној момент кај што некои работи не ставуваат преголем дел од нашиот идентитет и без нив мислиме дека не може да живееме. Сега малку филозофско. Може да влеземе во филозофија, меѓутоа да, во право се, значи фала ти што го донесе ова. Само се фатив како јас и ти кажавме да направиме чекор назад и сватив колку е тоа можеби негативно звучи за другите, затоа што во суштина не е чекор назад, туку е чекор во новото, во другото, во поинаквото. Знаеш, сватив колку всушност го поддржавме она што и самите, еве да речеме конкретно родители го чувствуваат дека јас морам да направам чекор назад, а во суштина тоа не е чекор назад, туку тоа е чекор во новото. Негде каде што ти други работи ќе правиш, каде што други емоции ќе имаш, каде што други вештини ќе развиеш. Знаеш, оние меки вештини, мислам, родителството, знаеш како знае тие да ти ги засили, да ти ги развие, да мислам буквално те менува како човек. Многу луѓе кога ќе станат родители всушност го менуваат тоа зошто. Не е страшно да се врзаме со идентитети, тоа е многу нормално и многу природно, ние постојано. Меѓутоа страшно е ако мислиме дека нема промена. Зашто промената е нешто кое што дефинитивно е константно. Значи единствената всушност константа е промената. Ние во текот на целиот живот ќе се менуваме. И страшно е ако не постои некаква промена. Значи страшно е ако нешто не се менува. Знаеш, на луѓе како таква сум и тоа е тоа. Кога ќе кажам, сум сигурно си слушнал некој човек е таква сум и толку и јас дури познавам еве и стари луѓе кои што не користат Viber, не користат интернет, немаат смартфон, затоа што едноставно застанале таму и не сакаат да прифатат промена. Меѓутоа светот толку многу брзо се менува што едноставно ние сме и знаеш како дури да не сме поддржани, ние мора да се менуваме затоа што не можеш да преживееш во свет кој што толку многу брзо се менува ако и ти не се менуваш и не се прилагодуваш. И знаеш оној моментот на како било ние кога сме растели, како растат сега децата, колку е различен и ние значено да се прилагодиме на овие разлики што се сега. Иако некогаш страшно не изгледа, да речеме изложеност на екрани слично, не е возможно во денешно време потполно да не е детето изложено на екрани затоа што едноставно оди технологијата напред. Да. И дури некогаш, значи не зборувам сега нели за непотребно изложување на екрани, меѓутоа ако детето предолго веќе кога ќе порасне не е изложено, што ќе му се случи? Како ќе се адаптираме? Ние мораме да бидеме свесни нели за светот како се менува. Па не, јас го имам тоа при мене, тоа на пример тренирам деца кои што средна школа и за да знам они што се соочуваат, ја мора да се не ја слушам активно таа музика, ама следам што слушаат. Кога патуваме, морам да ги пуштам тие песни. Банален пример, ама ако ти си премногу, или еве јас како тренер, ако сум премногу, окей, ова јас сакам, ова ние сме пораснале, вака треба да биде, вака знам и така ќе идем, ти ќе ги изгубиш тие деца и нема да можеш твојата улога еве како тренер, ја нема да можам да завршам на најдобар можен начин. А ако јас ги следам трендовите, барем она површно, чисто да знам за, пошто не можеш со деца и со нив да зборувам 100% од времето за кошарка или спорт. Мора да им доближиш дека окей, ти знаеш што се случува, ги следиш работите они што ги следат, за да можам да допрам до нив и да бидам најдобар тренер за нив што може. А ако си останам сам на своето, не, вака е, ова, само идеме, се губи. Тоа е ригидност и кога има преголема ригидност нема контакт, а поентата во животот е контакт и поврзаност со другите. Значи, твојата професија нема да може да го задоволи твоето зошто и ти да се чувствуваш добро дека си добрал до децата ако останеш ригиден и само во твоето. Да. Сега да те прашам, нова година, имаме многу различни термини, поими кои што секоја година се менуваат. Што е првото нешто кога некој ќе каже New Year's Resolution или новогодишна резолуција, што на тебе ти... Ако некој каже, ова се моите новогодишни резолуции, што ти доаѓа прво на памет? Знаеш како, тука имам јас проблем да оделам јас Елена како се друго и моментот на јас Елена како психолог и како психотерапевт, затоа што знаеш како две полиња. Од кое место сакаш повеќе да ти одговарам? Од стручното или од личното? Како сакаш ти? Знаеш како, ќе одам од стручното. Кога ќе кажеме нова година, некогаш е 1 септември, некогаш е не знам лето, некогаш е мојот роден ден, еве ти го донесов. Најчесто тоа ни е некоја граница, несвесна, еве психолошка граница која што си ја поставуваме дека од овој датум јас веќе носам нова одлука. И тоа е некој можеби надворешен фактор кој што
нели ќе на потурне да размислиме и можеби да си имаме некаков ритуал. Не е нужно лошо. Јас затоа ти го донесов моментот дека јас тие 2 дена во годината, значи тоа е мојот ритуал, тоа е моето некој во наводници верување дека јас овие 2 дена си правам рефлексија да видам до каде сум, не дека планирам и нели одам по некој таков шаблон, меѓутоа планирам, дефинитивно планирам, ама планирање и план не е исто. Знаеш, има многу голема разлика. Сега, многу често луѓето влегуваат, имаат како New Year's resolutions и како тоа е тоа, и јас од утре сум нов човек и јас правам голема промена, меѓутоа заборава дека ќе чукне 12 и едноставно денот си продолжува и си е најнормално и ти си истиот човек. Тоа е затоа што или некаде поставиле многу страшно големи цели кои што не се во склад со нив, туку само одлучиле дека од утре стануваат нов човек, или некаде не се можеби доволно едуцирани и поддржани, значи внатрешно и надворешно зборам поддржани, дека добро, од утре навистина можеш да донесеш нови одлуки. Меѓутоа, не мора да се врзуваме со нова година и со датум, ние се врзуваме со одлука. Одлуката е таа која што е првично значајна и што ни е потребна да може да почне одредена промена. Меѓутоа, промената не доаѓа преку ноќ. Знаеш, ништо не се сменило преку ноќ, не може ние преку ноќ да станеме, да имаме нов идентитет, да станеме најдобри во нешто, да успееме не знам колку многу, па дури ни во многу краток рок, што не е невозможно, меѓутоа прашањето е дали тој краток рок мене ми донесе задоволство на крај или јас изгубив себе си. Знаеш, оној моментот на ќе победам, не знам колку ќе истрчам, не знам колку и така натаму, меѓутоа јас дали после тоа сум здрав прав, значи дали се окей со мене или јас си изгубив некаде себе си или го изгубив семејството. Еве да речеме, ми спомна дека сте имале некоја епизода, значи таа личност може да продолжи исто да функционира и да се изфорсира затоа што оди дома и дома, нели да проба некако на двете места да биде, меѓутоа на крај на денот ќе се истошти, па после тоа ќе падне тежок бурнаут и после оди 20, тогаш оди 20 чекори назад, затоа што во тој момент баш она прегорел и сега му е потребна голема рехабилитација. Така што ја лично не го врзувам тоа како лошо, затоа што сметам дека надворешноста како знае да не биде многу голема поддршка. Знаеш, некако да не мотивира, па тоа некогаш да го правиме во друштво, па со повеќе пријатели, па си имаме заеднички цели, па одиме заедно еве нешто да правиме и така натаму, меѓутоа многу е лошо ако се врзуваме само со надворешната поддршка, затоа што еве да речеме и трендот на смени си ги мислите, смени си го животот, кој што па и не е сегашен тренд, тоа е доста години, ама некој мислам дека мора и важно е да ни каже дека акцијата е таа која што ќе ти го промени животот, затоа што ти во твојата глава можеш да имаш најцрни сценарија, животот да ти е убав и обратно може да имаш најубави сценарија, животот да ти е катастрофа. Ако ти не промениш акција, ништо нема да се смени. Така што ова е многу важно. Океј, јас од утре ја носам одлуката, ама кои акции ќе почнам да ги преминувам за да се случи идентитетската промена, а обично идентитетската промена се случува и на три нивоа, мислам вклучително и на мислите, нели, и на емоциите и секако акциите и оние работи што ги правиме, односно знаеш како би рекла дека идентитетската промена најмногу се случува прво се физички и психички правиме одредена промена, односно се стабилизираме да видиме каде сме, како сме. Малку приказната која што наративот за себе кој што го имаме си го менуваме, знаеш оние сите уверувања за себе што ги имаме, дали јас ова можам или не можам или како не успеа, видиме на ништо не личам, не вредам и така натаму, че тој наратив да се смени, тоа се оние уверувања кои што се сега доста модерни, каде што ти почнуваш окей прво да веруваш добро, јас ова можам да го направам, јас ќе растам, не мора да е совршено, тука перфекционизмот мислам и така како е значено да се изработи, па тек после тоа, значи откако ќе се донесеш себе си во една добра физичка и психичка состојба, па потоа наративот за себе ќе се го смениш, тек третата точка или третиот чекор може да биде стратегија, односно тогаш да направиш некаков план, окей, како сега јас, моето зошто сите оние цели, сите оние планови што ги имам, да ги спроведам. Да, сега ми текну на која пак ја внесам спортот и трчањето како концепт, ама за да можеш ти да истрчаш, еве да кажеме маратон, пред самиот почеток на планот за маратон, кај што почнуваш week 1, ти треба да имаш неколку недели, месеци прибилд, кај што ти ќе се донесеш до некое задоволително ниво, за да можеш ти уствари да се спремаш за маратон. Не можеш веднаш да, окей, сега јас одам и почнувам од 0 пати неделно трчање до 4 пати неделно и почнувам, иако пак тебе ти треба од еднаш да почнеш. Ти треба неколку недели еднаш, па 2 пати, па и да доеш до некој ниво, окей, сега јас се спремам за маратон. И тие се некои моменти, знаеш, која некој, знаеш, проблем како решаваме. Прво треба да сватиш, окей, ова е проблем. Да. За да можеме да најдеме решение. Ако идеме одма на решението, многу често се случува да
да не дојдеме до самото решение и да направиме некоја промена. Да, ма забораваме да работиме на тема, фала ти што го донесе ова, затоа што спортот секогаш има најдобри метафори, ама тоа е буквално како дури да си се спремал. Значи тука се, знаеш како има две метафори, можеби ќе донесам. Едната е да изградиш куќа од стакло цела, значи она од стакло, колку ќе биде совршена и прекрасна. Па замисли и на океан, мислам, знаеш, она убаво светло се, ама на првата бура, односно на првата реалност на животот, замор, болест, некој стрес голем и слично ќе се сруши целата и не е останало ништо. Зошто? Затоа што не е направено од материјали кои што можат да издржат реален живот, а од друга страна, колку и да си спремен за маратонот и да си работил и да си правил, тоа ти е како да земеш да си купиш некој штикли и сега ти да трчаш маратон со штикли, што ќе ти се случи, мислам, најверојатно многу ќе скршиш негде или мислам баш она ќе биде. Да. И буквално е така и некогаш луѓето влегуваат во некои такви замисли. Знаеш, оној моментот на едната е забораваат на темелот и воопшто не работат на темелите, а во суштина кога работиш на коренот, на темелот, знаеш, прво растението е значајно да пушти корени длабоки. И кога ќе ги пушти тие корени, тек понатаму се гледа развојот и она што може да ти го донесе, знаеш, успехот и баш она ти што викаш тие недели претходно или години претходно ќе ти го донесе тоа што понатаму ќе го гледаш. А од друга страна, знаеш, кога и веќе го имаш тоа, многу е важно да не се избрза. Значи многу е важно да внимаваш, да видиш добро, ама да не си изгубам себе си, значи да не некако се преценам и отидам некаде толку многу далеко каде што ќе го изгубам и сето она што претходно сум го градела. Да, па и тоа се случуваат, ако зборуваме пак за маратон, тоа се случуваат повреди. Тоа се случуваат, чекај, не можеме толку, па менуваш како размислуваш на сето тоа, менуваш целото, сакав да истрчам маратон под, не знам, 5 сати, ама се случило ова и мораш да направиш пак таа некоја рефлексија, кај што многу е важно и за кога поставуваме некои цели или планови, да си имаш редовни рефлексии, кај што чекај после неколку месеци ќе седам што се случило до тоаш, дали можам да продолжам со истото темпо каде што сум почнал, бидејќи и убаво е што кажа ти 2 пати годишно, например, за тебе, бидејќи не само што секоја година ние сме различни, секоја година имаме различна ситуација, не може секој 6 месеци е различно, поготово нели кога имаме тој природен зима, лето, пак нели крај на школска година, па лето, па одмори и природно е да се направат некои промени, иако си замислил во јануар или во февруар дека окей, ова е зборот за година, ова е емоцијава за година што сакам да ја да ја чувствувам. Важно е да ја нема таа ригидност, знаеш, да се отвориме затоа што понекогаш има многу тешки периоди. Тие периоди многу не менуваат и тој период може сега во февруари да дојде. Важно е само некаде да не забораваме дека тоа е тежок и лош период, а не лош живот, затоа што животот е многу подолго од тоа и знаеш како лошиот период ќе помине и ќе се промени и можеби тука би рекол да внимаваме да не носиме веднаш можеби некакви големи одлуки додека се уште сме под адреналин или под голем стрес. Тоа е тие, знаеш, на Лас Вегас бракови и после упшо направи. Мислам, знаеш, едноставно не се потпишуваат, не се носат некои големи одлуки кога нешто ни е премногу тешко, освен нели ако тоа самата тешка ситуација не го бара од нас. Ама затоа е важно да не сме ригидни тука. Ние секој ден ни е нова шанса. И јас тоа викам, секој ден е нова шанса во која што ти можеш да донесеш поинаква опција и одлука и да донесеш едноставно да преземеш поинаква акција. И тоа е тоа, значи не се врзуваш со никаков датум, не се врзуваш со ништо, се врзуваш само со себе и со својот капацитет и да нема форсирање. Затоа што знаеш како постојат некои периоди кога навистина не треба да се форсираме и доколку сме веќе во некаков бурнаут и доколку не можеме, значи важно е да знаеш како да си дадеме време за одмор, време за рефлексија, ама подолго време, не еден ден. Например, јас го правам еден ден, ама пред 10 години можеби еден месец сум го правила тоа. Некој може ќе му треба 2-3 месеци да се рехабилитира и да се врати и да види кај и што сака со себе и да стварно работи на себе, значи согласно нели менталната состојба. Затоа викам прво работиме на состојбата, значи физичката и психичката, како се чувствуваш, ти мора да стоиш на две нозе нели да си добар, за да имаш веќе тука висока амбиција. И тука само ова би го додала. Има многу голема разлика меѓу висока амбиција и перфекционизам. Затоа што перфекционизмот обично не носи, знаеш како да ги поставуваме самите цели во низ бројки и низ само резултатот кој што ќе го добиеме и тоа е нешто кое што е, знаеш како прикриена контрола од срам, ама всушност не остава со страв, затоа што доколку не успее
успееме во тој резултат, ние најверојатно не сме вредни или ќе бидеме критикувани или другите не знам како ќе не гледаат, ќе бидеме осудени, нема да бидеме прифатени така натаму. И затоа викам ние срамејки се влегуваме во страв кога е перфекционизам. Додека здравата амбиција најчесто, значи зборам високата амбиција, има луѓе кои што се високо амбициозни, меѓутоа не се перфекционизми. Доброто е што тие се насочуваат и значи тука нема ригидност и се насочуваат на она што ти го донесе. Процесот, значи фокусот е на процесот, што се стекнале, окей, немам резултат, тука дури не ставаат некаков резултат, тука што се сакаат да стекнат, што се она што сакаат да го постигнат, знаеш како личниот развој да го зголемат. Ние како луѓе имаме тенденција кон личен развој, значи кон развој, и ако некоја цел не те носи кон развој, те носи кон пропаст, автоматски не е добра цел за тебе. Ти можеш знаеш како ти се можеш да направиш, меѓутоа на крајот на денот пак е прашањето дали ова е нешто што ми носи развој. И тоа не зачека нема да биде тешко. И тука е таа нашана тенка граница меѓу здрава амбиција, затоа што амбициозниот кога нема да успее, кога нема да има одреден резултат, тој го става фокусот на супер, еве сега не дадов кош, нели ја оваа утакмица не помине така натаму, че приваров скроз го изгубив, меѓутоа, супер, види научив нов чекор, научив да се носам со ова, се зближив со тој, стекнав ваква вештина. Тоа е она здравата амбиција. Перфекционизмот одма те носи во срам. И во затварање, и во себе критикување, и имаш натрешен критичар толку многу е силен што едноставно не ти дава да одиш напред. И затоа перфекционистите обично имаат многу голема тежина да ги од една страна се ригидни, а од друга страна имаат многу голема тежина да ги исполнуваат своите цели, затоа што секогаш целите се екстремно високи, не се во склад со нив и секогаш се носат кон некаква најчесто пропаст, кон срамење на себе си. Да, и мислам дека поготово кога станува збор за високи цели, големи достигнувања, ништо не е линеарно. не иде како што си планирал. И секогаш можеш да имаш таа доза на флексибилност да смениш план, да смениш како, окей, ова се случи сега, поготово не знам, ако зборуваме за отварање бизниси, за не знам, градење на нови работи, па и, знаеш, некојаш и фамилија, ништо не е така како што некојаш може да се замислува, бидејќи зборуваме за работи кои што не се мали. И мора ти да бидеш флексибилен. И друго нешто што така да кажеме, знаеш, оној момент и да доеш ти да го, јас тоа сум го почувствувал како тренер, кај што, окей, победивме, освоивме, и ти се чувствуваш празен. Ти се чувствуваш дека окей сега, супер, утре дента, и сега чека ја цела година, цел живот може си да работел да доеш до тој момент, и кога ќе го оствариш, ништо, буквално. Па затоа што целта била резултатот, а не самиот процес. И затоа викам целта е чувство, всушност треба да биде чувство. Знаеш, еве ќе ти донесеме на голема цел, што мислам дека е добар пример. Многу е важно да бидеме внимателни да не си ги поставуваме како задачи. Затоа целта е нешто пошироко, како чувство. Да речеме, сакам да имам свој дом, во кој што ќе се чувствувам топло, пријатно, прифатана. Сега, ти ако но напоставиш како задача, тоа може да биде треба да го купам станот на таа и таа улица, тој или да биде на 4-ти спрат и да гледа на таа и таа страна. И се тоа е тука задача, и тука се губи чувството. А ако ти го оставиш да е отворен и да дозволиш да видиш како текот на тоа, неш самиот процес ќе ти донесе дом, од кај знаеш што ќе се случи? Може ќе добиеш на наследство. Мислам, нели, може, се случува нешто, добиеш ти се јави некој од негде. Значи, може ќе биде куќа, може ќе се преселиш некаде на друго место, може ќе биде под кирија, ама ќе биде домот што ти навистина го сакаш. И само тогаш можеш вистина да го почувствуваш тоа. Ако се врзаш конкретно, знаеш, го сакам ова, тука тоа е перфекционизмот каде што ти го губиш всушност задоволството, зашто нема веќе задоволство. Океј, чек, одам сега на наредно. Да, и некој си као дали не губиш смисла за живот до тој степен да океј, го остварив, ама И по тоа материјалното и надворешното, знаеш, резултатот и материјалното на никој не му донале среќа. Мислам, затоа викам чувството, да, може тие да ти донесат слобода, да ти донесат поддршка резултатите, нели, да ти донесат да влезеш во подобар клуб, сега без разлика, нели, од кој не слушај, што е со кој што си го носи внатрешно, меѓутоа резултатот и материјалното не може да ни донесе лично задоволство. И тоа може да биде нешто многу малку краткотрајно, ама што со тоа што го имаш, можеш понатаму да продолжиш да правиш. И затоа целта, еве, да видиш
видиш на дело што значи, затоа целта секогаш треба да знаеш да целиш кон некакво чувство и да останеш отворен без разлика на каков начин тоа ќе биде и затоа реков план и планирање е различно затоа што кога јас имам цел дека сакам да се чувствувам фит, не е важно на каков начин во текот на годината тоа ќе го направам. Дали плачеле децата, дали биле болни, дали јас немам никаква поддршка околу мене или имам секаква поддршка од мене, дали јас излегувам надвор или тоа го правам дома, едноставно не се врзуваш со начинот како, тоа е нешто што тековно го менуваш и си даваш дозвола да бидеш флексибилен, да не си ригиден, ама пак на крајот од годината ти нели ќе го имаш тоа чувство кое што те води понатаму. Да, не се ставаш во некоја кутија, бокс кај што и да знаеш и да бидеш фит на крајот на годината, ама ако не си го направил на овој начин, не се важи. И тука е оној момент кај што е доста интересен и е важен, поготово кога станува збор за тоа. Сакам да те прашам, кога се формираат се прават вакви и планови, и цели, па и планирање како и што. Дали мислиш дека притисокот, како влие притисокот на сето тоа, бидејќи поготово кога станува збор, јас сум го осетил тоа на себе, не знам, доаѓа декември, јануари и се што слушаш или секој втор разговор ова ми се New Year's resolutions што планираш ти за новата година и на некој начин добиваш притисок да мораш да имаш нешто што ќе го направиш за годината. Како тоа влијае врз една личност кој што можеби и нема потреба тоа во моментов, ама бидејќи околината тоа го прави, сите тоа го прават, тој притисок се ствара и ти мораш нешто да менуваш или да измислиш нешто да менуваш. Не мораш, преземаш лична одговорност. Сега види кога мораш, но тука нема лична одговорност. Тоа е наметнато и тука е притисокот. Кога е лична одговорност, се сакам или бирам тоа да го направам. Знаеш како, сите работи имаат и позитивно и негативно влијание. Ке може тебе да ти ствараат притисок, меѓутоа да дојде тука Перо и на Перо тоа да му го сменило цел живот, затоа што фала Богу видел и бил опкружен со такви разговори, тоа е нешто што му дало насока и го поттикнало да размислува на својот личен раст и развој. Затоа тука е важно критичкото размислување, кое што многу е важно да секој си го има сам за себе и да наместо да гледа кон надвор, да гледа кон внатре. Океј, што ми носи сега ова што го гледам? Сите луѓе прават нешто, јас не го правам ова. Добро, што правам јас? Ова не е нешто што може да се смени. Знаеш, ти можеш да забраниш друг некој да зборува затоа што некој, меѓутоа тука е важно да се презема личната одговорност. Добро, јас во овој период од мојот живот ниту сакам, ниту сум подготвен да правам не знам си какви планови, значи мене овој период не ми е нешто многу за планови, но од друга страна може да се запрашаме што овој притисок ми носи, дали сум некој што се притиска, кој дел внатре во мене е притисна, дали има нешто што јас можеби сакам да го имам како оваа друга личност, ама некако не го правам. Знаеш како многу повеќе треба да се развива критичкото размислување, затоа што ние многу често знаеш како забораваме колку е важно ние да си поставуваме здрави критериуми и многу повеќе треба да се разговара за личната одговорност. Затоа што живееме во свет каде што информациите се достапни и треба да бидат достапни. Затоа што знаеш многу често леле ова може да активира некаква травма, леле ова може некако многу да вознемири, леле ова може и сега ние скроз да останеме затворени и никој да не си го промени животот. Еве конкретно ќе ти донесам нешто со кое што како психотерапевти многу сме се соочувале, меѓутоа јас дојдов барем сега, значи тоа не дека нема да го променам мислењето, меѓутоа барем сега сватив дека е добро. Порано кога почна трендот на лајф коучеви, кога почна многу да се зборува отворено за менталното здравје, кога почна многу луѓе да се отвараат и да мотивираат и НЛП-то доста стана популарно, сам порано во се долги години назад, меѓутоа сега порано зборам интернетот кога земам замав, многу од психотерапевтите и вклучително и јас го мислевме тоа колку е тоа опасно. Како тие работи сега може да активираат трауми во некого, како тие работи може некого да го растажат, да го расплачат, да го распаднат и така натаму. Меѓутоа, како поминаа годините, јас сватив дека баш тоа што се зборува на интернетот и таа мотивација и цела таа подготовка и таа едукација која што ја слушаме, многу поголем процент на луѓе мотивира и поттикнува да работат на себе и да си го променат животот и да се чувствуваат подобро, да имаат и да водат поквалитетен живот и да баш она успеваат и целат и така натаму, отколку што распаѓа. И тоа јас вака си го донесов, тоа е како со вакцините. Мислам, ова е неблагодарно што ќе го кажам, па ќе кажам наш етички, морално, тука се многу прашања има во позадина, меѓутоа нели вакцините ти глобално прават имунитет, нели, глобален имунитет, значи заштитени се повеќето, меѓутоа
не дај Боже на некој може лошо да му влијае, да алергија некој и така натаму мислам да се случи. Меѓутоа и ова е така, ако ние потполно останеме затворени затоа што на некој му создаваат притисок, нема да може многу други да напредуваат. И затоа е важно критички да размислиме и знаеш како, ако види некој во било кој момент дека му се активира траума, дека му е тешко, дека многу плаче, дека се чувствува незадоволно, веднаш нека се јави на стручно лице да почне да работи на себе. Зошто? И можеш дури да ги гледаш како помош и како поддршка, не остануваш да го слушаш тоа, веднаш јави се на стручно лице. Тоа е она критичко размислување. Не остануваш да го слушаш тој човек што те притиска, што ти создава притисок, што те казнува, туку се јавуваш кај психотерапевт, кај психијатар, нели зависно со која позадина доаѓаш, или кај психолог, одиш, си помагаш на себе си, застануваш на здрави ноце, па здравје некогаш можеби ќе дојдеш нели на тоа место каде што можеш и каде што нема да ти смета да го слушаш тоа што го слушаш, или едноставно не го слушаш воопшто, ти си бираш нели како ќе го слушаш. Јас пример годинава воопшто не слушав нешто со New Year New Me, иако јас сум планирала, не сум имала New Year New Me, меѓутоа мене не ми излегло во алгоритмот. Значи сепак алгоритмот е направен да ти го покажува оно што ти е значајно. Доколку тоа те притиска, преземаш лична одговорност, јас ова не го сакам, јас бирам за себе во ова да гледам. Да. И сега може би ова е loaded question, ама како да дојдеш до тој степен да имаш критичко размислување, поготоа за ова што зборуваме? Тоа е тешкото. Всушност кој што јас да ти кажам право, повеќето психолози, психотерапевти, еве колешки со кои што сме во контакт, многу често разговараме на ова. Колку е важно ние како професионалци да го поттикнуваме критичкото размислување. Ако не слушаат родители, јас и на родители би ги поддржала и наставници, значи еве професори, тренери, сето тоа да се поттикнува кај младите да се критични. Се ова кога го кажам, не да се критикуваат и навредуваат едни со други, меѓутоа да размислуваат дали ова навистина е добро за мене, дали ова навистина е добро за другите. Тоа може да се, знаеш како, тоа се прави низ книгите, тоа се прави низ училиштето, меѓутоа многу често знаеме да останеме во некаква малку и природен момента во младоста, да некако останеме премногу отворени, и тоа е еден дел од развојот и е во ред да го имаме. Но важно и значајно е некаде да слушаме, да се едуцираме, баш емоционално да се едуцираме, и тоа не е нешто кое што може сега да се добие, меѓутоа еве, но подкаст како овој. Има многу вакви подкасти, вклучително на македонски, на српски, на англиски јазик, нели кој како зборува и слично. Може да се слушаат едноставно различни содржини кои што ќе не едуцираат оно што за жал училишниот систем не едуцирало. Меѓутоа, од друга страна, секој да си презема одговорност сам за себе. Еве апел до сите тренери. Значи сите педагози, не е важно дали си нели тренер, наставник, професор на факултет и така натаму, сите кои што се во таа педагогија да носат креативни вежби, ама на дело, не само на збор. Знаеш, многу е лесно, туку различни вежби кои што може да им се даваат на децата без разлика на која возраст, каде што ќе се поттикнуваат децата да не се осудени, да не се засрамени, да не се нападнати доколку имаат различно мислење или доколку, знаеш, некако дадат некаков фидбек дека нештото не е добро. Мислам, тоа е многу значајно, да некаде прифаќаме дека сите имаме различни ставови и мислења, и тоа е во ред. И сега знаеш, го дадов примерот со вакцина, многу неблагодарам, мислам, не да Боже да си нели во тој пост, тоа е стварно многу страшно, не сакам ни да замислам, ама затоа викам нешто кое што глобално најверојатно би можело да им помогне на децата се повеќе, на луѓето, на возрастните да развиваат критичко мислење, е тоа да едноставно се даде таа дозвола да луѓето навистина седнат и се запрашуваат дали ова е стварно добро, дали ова е стварно добро за мене. Мислам, што збори човеков пред мене. И јас дури стално кажувам, еве сега живееме во свет каде што не можеш да знаеш некој дали стварно е психолог или не е психолог, баре лиценца. Значи во рета да бараш, во рета да имаш граници, во рета да имаш лични граници, да не толку многу стравуваш дека другиот ќе го повредиш ако му побараш. Мене ми е многу во ред да некој дојде и ме праша: "Добро, Елена, ти кај си завршила прв?" Тоа е супер. Мислам, знаеш како тоа е супер, тоа значи дека другата страна има одредени стандарди. И тие стандарди е значено да ги носиме и да ги имаме и да им ги носиме на децата и кажуваме дека е во ред да ги имаат за да бидат и предпазливи, меѓутоа и да си го бараат и сакаат недоброто за себе. Тоа е многу природно. Да, и идеме до тој момент кај што еве као педагози, без разлика, како што кажа ти, без разлика дали е наставник или е тренер или е што и да е, ти нема ќе престане да функционира ова е вака затоа што ја реков така. Туку ти ќе мораш да им образложиш зошто е вака. Да. И ја најчесто што практикуваме, ја ќе им кажам, еве на пример, средношколци се, им кажам вака и вака сакам да играме, ова и ова е планот, ова е стратегијата. И ми оставам сами да дојдат до тоа да научат како и коуч, ама не функционира, ама ај пробај
И ако не функционира на крај на тренинг, ќе зборуваме и ќе најдеме друго решение. Супер, дај предлог какво решение може да има. Дај истражете какви решенија постојат. Дојдете утре на тренинг, секој нека истражи какви се решенија постојат. И ќе видиш како ќе се активираат да истражуваат. Мислам, види, ние се раѓаме со љубопитност. Има луѓе кои што таа здрава љубопитност која што треба да ја имаат децата и која што е многу значајна некаде на патот на нивниот раст и развој, без разлика дали било травматско искуство, значи нешто што се случило може да се потисне. Но важно е да некаде ја враќаме и да ја носиме назад во нашиот живот, затоа што и всушност таа љубопитност која што потекнува од детството и која што како педагози, како родители, па потоа педагозите, затоа што знаеш како деца веќе на 5 години влегуваат во училишен систем и поголемиот дел денот го поминуваат со наставниците. И потоа имаат за викенд домашна и мислам кога ќе се видиш реално родителите се тука се доста во незавидна ситуација затоа што стварно многу малку време може да поминуваат во денешно време со децата. И затоа викам тука педагозите се многу веќе значајни. Тие да даваат, да потикнуваат да на таа меѓутоа креативност, значи надвор од кутијата креативност и со дозвола, да истражуваат, да бараат, затоа што токму љубопитноста како чувство е она чувство кое што е најзначајно во поставувањето на цели. Зашто ние прво мораме да бидеме љубопитни, да истражиме, да видиме зошто ова го посакувам, што ми носи ова, што има ова тука нешто интересно. Па потоа да влеземе во некаква инспирација, па што убаво, па види ја можам да го имам ова и така натаму. И нели тука да дојде некоја акција и секако да имаме надеж, односно верба дека можеме тоа да го успееме. Мислам сега ева од една друга страна кога ги гледаме целите кога ќе се вратиш назад е љубопитноста и затоа е многу важно да не има на децата срушиме љубопитноста, некогаш склопна околности, значи тешки животни околности, нешто се случило, може да се случи и во тој случај доста знае да доминира кај тие луѓе, знаеш, нека по, ајде да речам, внатрешна деструктивност која што не е во суштина деструктивност, многу често е заштита, знаеш, да се штитиме, да се плашиме од животот. Но многу е важно да не се плашиме од животот и живењето, затоа што секако ќе има тешкоти, но кога ние сме љубопитни, кога имаме верба, нели, кога имаме надеж, е нештото што може да не поддржи да одиме напред и да успееме во одредена цел која што ја имаме. Да, и многу е важно бидејќи ако како деца тоа го изгубиме или у тој некој развоен период го изгубиме, многу е тешко да се пронајде пак кога ќе бидеме возрастни, кога ќе имаме живот кај што ти немаш право на грешка, бидејќи како дете можеш да сгрешиш, можеш ако имаш, не знам, двојка на тест по математика, ама си пробал нешто друго, си сакал нешто друго да направиш или по било и што е да е. Еве јас знам у младинска кошарка, ако изгубиме утакмица, пошто на крајот на денот деца таму се за да напредуваат, да учат кошарка и за да уживаат, да им е забавно. За разлика од професионалци, каде што тебе ти зависи, ако ти изгубиш утакмица, ти можеш да изгубиш работа, можеш да изгубиш примања. Да. И ако го неаме тоа, ако не го дадеме тоа на деца да го усовршат таа некоја љубопитност, тоа некоја критичко мислење, како деца многу е потешко полоцна во животот да се не е невозможно, сигурно, ама е многу потешко. Да, потешко. Мислам, стварно е потешко. Не е невозможно во никој случај. Знаеш, тука може би нешто кое што значи да го споделаме дека ако се изгубило во текот на растењето, подоцна во животот е многу важно да се потсетуваат постојано. Знаеш, во моментот на потребно ми е да бидам сигурна, нели, потребно ми е да имам таа сигурност, меѓутоа потребно ми е и да живеам слободно. Значи потребно ми е да живеам среќно и задоволно и квалитетно и затоа јас бирам. Тука е оној моментот на критичко размислување и на бирање, значи не морам и треба затоа што сите така прават, туку јас бирам, одлучувам, сакам. И ова се три зборови кои што е доста важно, знаеш, во јазикот на психотерапија ние во наводници не дозволуваме мора. Јас морам да се сменам, јас морам да поставам граница. Не, јас тука и сега бирам да поставам граница, затоа што кога бирам, има одговорност. А што е одговорност? Капацитетот да се одговори. Responsibility, the ability to respond. Мислам, баш ако одиме во англискиот, значи капацитетот да ти да можеш да одговориш. И кога тоа ќе го сватиме колку е различно, целиот живот
се менува. И тука оди моментот на дури преземаме одговорност за грешката која што биле и тек кога јас ќе преземам одговорност за грешката, јас можам да научам што ми донела таа грешка. Затоа што ако јас не преземам одговорност, ако мене грешката ми е зашто судијата е ваков и ваков, затоа што подот се лизнал, затоа што времето надвор врнело, затоа што не знам другите не чинат, зашто системот не чини, државата не чини така натаму, кога нема такво преземање на одговорност, тогаш не можеш да научиш од грешката. Тогаш остануваш ригиден на истото. И затоа викам јас, само во моментот кога ќе прифатиш одговорноста дека и ти носиш дел тука, па макар стварно било наместено, знаеш, меѓутоа окей, што можам јас тука да направам? И кога го имаш личниот избор, тек тогаш може да се случи одредена промена или асимилација на некакво искуство, нели што е што ти донало. Да, и бидејќи многу е важно да сватиме дека некои работи нема да може да ги контролираме, ама ние имаме контрола врз самите себе, врз како тоа ќе гледаме на работата и каков е ставот кој што ќе земи и акцијата, респонс до некој одговор на таа ситуација. Да, не може да, не знам, еве сега вее снег надвор, не може ние да влијаеме на времето. Снегот може би сме планирале да, еве јас сум планирал од Сабајле да истрчам 10 км. Малце потешко ќе биде, ама јас тоа дали ќе го видам кај се цел ден ми се уништува и нема да можам да функционирам цел ден бидејќи снегот не ми дава сега да идам да истрчам 10 км или ќе гледам окей, чекај. Добро, нема да можам да истрчам можеби 10 км, ама можам да одам во тератана и на трака да истрчам 5, бидејќи потешко е таму, потешко мене ми е да истрчам 10. Ама јас одлучувам дека окей, ја нема да гледам на ова како готово, немам, цел ден ми се руши, немам никаков веќе концепт, не ми се живее денеска, или окей. Пака луѓе кои што љубопитноста е некаде во наводници оштетена, мислам баш на некаде забранета или нешто се сменило, влегуваат во тоа второто. И затоа е многу важно доколку се пронајдат, доколку негде се најдат и ја што викам дај Боже нели да слушнат, да во тој момент сватат само окей, чекај, има начин, имам капацитет да преземам одговорност и навистина можам да направам нешто друго кое што ќе ми донесе лично задоволство. Да, бидејќи многу малце се работи од кои што не може да најдеме начин како, може ќе биде многу потежок, ама јас така со блиски луѓе кои разборуваме за работи, многу малце се работи од кои што не готово толку е. И тоа најчесто се врзуваат за здравствени проблеми и работи кои што едноставно нема, тоа е. Ама скоро се останато можеме да најдеме начин. Да, можеби наместо недела дена ќе ни треба месец дена, некојаш можеби ќе биде подолго, ама нема невозможно во голем дел од работите. Да, меѓутоа знаеш како многу често луѓето мислат дека е невозможно затоа што додека гори го бараат решението. Најчесто во тој момент кога ни е многу тешко, ние прво нешто што правиме го бираме тоа што ни е познато, тоа што ни е сигурно, затоа што е природно да тежнеме кон сигурност. Значи тоа е тоа е една потреба што е кај човекот многу значајна, значи некаде меѓу базичните потреби се наоѓа и затоа човекот оди веднаш кон познатото и кон сигурност. Најчесто решението кое што може да го видиме, мораме прво да сме смирени или можеби прво да сме и сигурни, знаеш, да се чувствуваме и сигурно барем во себе. Значи не мора тоа да значи дека околностите ќе бидат сигурни, меѓутоа да сме стабилизирани и смирени, да помине тој оган и таа буре каде што ќе може решението во наводници магично да се појави, односно не се појавува магично, него тогаш можеме да го видиме. Затоа што тогаш не сме со сите стравови, тогаш не сме со најцрните сценарија, тогаш не сме со, знаеш, оној моментот на леле како сега ќе се справам, не сме преплавени. И тоа е оној моментот кога доаѓа решението. И тоа е разликата веројатно меѓу човек што работи на себе, да речеме подолг период и што не работи на себе. Затоа што кога човек работи на себе одреден период, знае побрзо или поедноставно да се смири, да се регулира, да се врати во таа една саморегулација, значи каде што ќе биде окей, сега можам да размислувам нели нормално и да дојде до решението. А човек кој што лета во облаци, па не го гледа ни проблемот како проблем и ова е исто така нешто што доста знаеше да биде тренд, немој да го нарекуваш проблемот проблем. Нема проблем, има предизвик. Проблем, значи треба да го адресираш проблемот, дека нешто постои кое што не е окей, зошто да морам да го наречам предизвик, како сакаш наречи го, Елена наречи го, Ѓорги наречи го, мислам како сакаш наречи го, проблем си е проблем и ако ти не го адресираш не можеш не да го промениш. И знаеш во моментот нема да го креираш тоа зашто ќе го привлечеш, значи да не се отиде во таков екстрем.
Јас го гледам и ја верувам, односно надежта не ја губам, верувам дека ќе дојдам до решението и ќе го најдам решението и не морам да се фокусирам конкретно нели сега на проблематикава што е, туку се фокусирам, окей, дај да видам што е ова што нели што можам јас да го наберам, што е нешто е во моја контрола, што е кое што јас можам да преземам одговорност, кој е мојот дел од приказната, каде јас сум лошиот во приказната, затоа што многу често ние правиме некои работи кои што негативно влијаат врз работите. Еве да речеме ако го поставаш цели, сега да останеме на темата со цели, меѓутоа ако јас имам цел да не знам да трчам на маратон и ако јас секој викенд излегувам со другарите, се препивам и се прејадувам, а знам дека тоа нема да ми донесе окей резултати, кој е крив во наводници, одговорен, не кем крив, зашто кај кривица нема моќ, а кај одговорност има лична, нели, има моќ, можам нешто да сменам, ако сум крив немам што да сменам, паѓаш во онаа не моќ во и така натаму. Океј, седиш и размислуваш, чекај малку, јас секој викенд излегувам со другарите, пијам, тоа не ми делува добро, 3 дена сум, не знам, мамурен, не се чувствувам вака и вака, качев килажа, премногу масти сум нел и така натаму, да видам што можам сега да направам. И затоа е многу важна таа рефлексија, да видам кој е мојот удел во приказната и дури и во меѓучовечки односи, еве конкретно тренер мора да застане и да види чека малку кај сум ја ригиден со децава. Значи, дај да видам како раста, дај да видам какви цртани серии, филмови гледаат, дај да видам каква музика слушаат, дај да видам што е текстов, значи како они живеат сега, што се случува сега во нивната генерација, мислам колку глупости имало во нашата генерација кога сме растеле, колку глупави работи сме правеле, па едноставно нели не биле дозволени, така и сега ќе има многу работи. Да, и многу е важно кога ќе сватиме дека има проблем, тек тоаш можеме да направиме некоја промена или да решиме проблемот, ако го ставаш под тепих. Да, ако буквално го ставиме под тепих, не е ова проблем, туку е само предизвик или само лекција или да, може да стане предизвик, може да стане лекција, ама прво е проблем. За да можеме да го решиме, мора да диагностицираме и да кажеме, окей, ова е проблемот, ова е мојот удел и ова е третманот кој што ќе се искористи за да се смени. Па не, ова е многу важно и значено за било што во животот. Ми фала ти што го донесе, затоа што стварно е многу важно и некако време мислам дека знаеш како кога го ставаш под тепих како да не постои, ама постои. Ти можеш да се правиш дека нештото, ти можеш да се правиш дека не те боли, ама те боли. Тоа е исто како цело време да пиеш пример, не знам, бруфен, парацетамол за главоболка, ама тебе главата те боли. Ти мора да видиш зошто те боли главата, значи да го тргнеш, знаеш да причината да ја тргнеш зошто те боли, за да престанеш само да пиеш лекови, едноставно ништо не се менува. Ти се оттапуваш и после што се случува или ќе пукнеш и ќе експлодираш некаде, па наеднаш се што ќе излезе на површина и тоа ќе биде како експрес лонец да експлодирал, или ќе се сруши нештото и ти ќе се заменеш и да речеме ако било меѓучовечки нешто, другата личност поима нема што се случило, што никогаш не било адресирано ова. Да. Да, многу е важно, многу е важно, знаеш, она преска што кажа ти кога сме најдоле, кога сме у некоја дупка на пример, да не избрзуваме, да не се носат големи одлуки, да не туку да и затоа пак луѓето околу нас, околината ни е многу е важно колку работиме на себе и како работиме на себе за да бидејќи се е поврзано. Еве, се што и како го почнавме разговорот, па и претходниот разговор што имавме за врски, за љубовни односи, се е поврзано. Сите овие работи, значи поставување цели нова година не функционира у вакуум. Не е окей. Овај не е поврзано, буквално се е поврзано. И фалата што донесе околината многу влијае. И ти многу убаво го донеса моментот на надвор врне снег, ама ја можам да ја сменам околината така што ќе отидам во теретана. Затоа викам, околината многу влијае и со кои сме обкружени, со какви луѓе сме околу нас, што се правиме, што се има во просторот во кој што живееме. И тука, знаеш, да не остане не се важни околностите, јас се можам да направам. И јас можам да сменам дел од околностите, односно јас да се променам, да се поместам, да се ја ичистам работната површина, домот во кој што живеам, канцеларијата, документите, телефонот, значи одреден детокс, можам да се тргнам од одредена група на луѓе, да бидам со други луѓе кои што и ќе ми аплаудираат и кои што ќе го гледаат тоа што го сагам и кои што ќе ме, знаеш како, кои што нема да ми го саботираат успехот, затоа што и тоа е многу често во денешно време, не во денешно, во секое време било така, само што сега многу се зборува, да речам поактуелно, каде што ако ние останеме во истата околина и ако да речеме имаш одреден раст и најнаш околината почне да те саботира, да се чувствуваш неприфатено, непријатно, осудено и така натаму, ти имаш да бираш дали јас ќе останам да бидам прифатена тука, каде што не се чувствувам дека
дека веќе припаѓам, што не значи дека таму е лошо, што не значи дека тие луѓе не се вредни или не се добри или не се прекрасни така натаму, тука едноставно се случува да речеме, ти сакаш да трчаш маратон, не можеш да седиш со некој кој што цел ден во кафана и пие, не дека е лош. Тоа е негов стил на живот и тоа некој го прави може највеселиот, најстрекниот човек и така натаму, ама тебе не ти одговара, затоа што едноставно ти живееш друго и ти не му одговараш веќе затоа што ти правиш нешто друго, ти го тераш ај брат да трчаме сега на кеј, он сака да седи да ужива да слуша музика, да му ме разбираш, и едното и другото се окей и се добри. И тука исто така важно да се преземе одговорност и да се види кога е време да се промени тоа, кога е време да се дистанцираме, односно не по секоја цена да мора да припаѓаме. Знаеш, тука постои една внатрешна ранливост каде што не тера кон тоа, ама леле сега ги изгубив другите и така натаму, меѓутоа многу е природно и нормално во текот на животот да менуваш, да се менуваат работите и тоа го носат целите. И можеби една од причините зошто целите не ни успеваат е затоа што некаде не прифаќаме дека да одредени цели, особено доколку се поголеми, да ги исполниме, бараат од нас разделување од некои идентитети, лични идентитети, работи од нас, разделување од некои луѓе кои што можеби многу не сакаат или многу сме ги сакале, и знаеш како разделување од многу различни навики, простори, работи кои што ги поседуваме и ги имаме. Да, бидејќи пак не можеме. Тоа е исто дефиниција за definition for insanity, да правиме една иста работа очекувајќи различен резултат. Значи едноставно ние не можеме на ист начин. Значи ние можеме да смениме некои работи, ама ако не седнеме и направиме прва рефлексија, ама после тоа ако окей, ова е потребно, и ако знам дека треба да трчам, окей, можеш ти да излезеш и да не знам, да пиеш се тоа, ама нема да истрчаш маратонот. Или ќе ти треба многу повеќе време, или ќе мора да, ама дали ти си спремен да дадеш многу повеќе тренинг, или па сонот ти фали, па ова. Пак идеме на тоа дека се е поврзано и е многу важно да бидеме искрени со себе и тука мислам дека е она важното, зошто сакам да истрчам маратон, или зошто сакам да бидам овде. И кога знаеш зошто не ти е тешко, веќе има смисла, затоа што животот нема да е убав и нема се да е лесно, ама имаш смисла. Знаеш како една мајка која што е ужасно тешко со деца дома, еве, знаеш, плачат, викаат, болни се, не е наспана, не е исчешлана, не успела ни да се измени слично. Не е тешко, затоа што знае зошто го прави тоа, зашто ги сака децата и затоа издржува во тој момент. Ама истата таа жена, ако нема деца и ако најнаш е тешко и не може да спие пошто комшијата пуштил, ќе полуди, мислам буквално она, знаеш, ќе е многу потешко, зашто тука нема зошто, ќе му викне полиција така натаму, меѓутоа кога е некој, кога е од извор од нешто што многу го сакаш, колку и да е тешко, одиш напред и издржуваш и знаеш како капацитетот ти расте. И ти расте низ притисок. Еве конкретно ти кога се спремаш за маратон, ти го развиваш твојот капацитет и со притисок. Односно што значи имаш тешки околности, имаш тешки денови, те боли себре, ама ти продолжуваш и трчаш и сега што е тука здраво? Здраво е после како се даваш рехабилитацијата, нели, за да не прегориш, односно здрав баланс кој што си го носиш. Да, пошто има некоја болка која што е здрава и која што ти помогне да затоа е некој се смеам, знаеш, кога ќе почнеш да вежбаш, да идеш у тератана. Многу боли после тоа, или цело тело ти е она sore, кај што не си знаел дека ги осекаш, си имал тие мускули или можеш тоа да чувствуваш, ма знаеш до одреден степен тоа треба да биде така, бидејќи значи дека ти уствари си работел и си го направил. Што е страшно? Фала ти што го донесува многу убава метафора. Одеш прв ден во тератана. Многу е важно да немаш преамбициозен, односно перфекционист тренер или ти да си перфекционист. Значи имај висока амбиција, ама што значи висока амбиција? Прво име критичко размислување како треба да биде. Првите денови треба многу малку да вежбаш, дури и ти да можеш 100 кила да кренеш, затоа што некогаш си вежбал и така натаму, за да не ти се случи премногу голема болка која што утре дента нема да можеш да станеш од кревет и да продолжиш. И ова е нешто што многу луѓе го прават. Се форсираат на почеток и многу тренери го прават. Знаеш колку спортисти си имаат откажано од тоа форсирање. Од нивно, меѓутоа и од страна на тренерот кој што едноставно не бил доволно humble and modest, како да кажам, скромен, да застане да рече чекај малку.
ќе одам многу полека за да не е болат толку мускулите, за да нема страшно воспаление на мускулите, каде што буквално малку по малку ќе растат и ќе дојде моментот кога ќе може и тежината и значи баш на се да се менува, зашто тука имаш и повеќе сили, значи имаш издржливост, имаш еластичност, имаш рамнотежа, имаш сила, така различни моменти развиваш. И тоа е многу значајно веројатно да се запамти кога некаде се поставува одредена цел, кога со нешто се почнува, кога влегуваш во нова промена. Многу е важно да тоа го правиш полека, чекор по чекор. Тоа е момент на baby steps, чекор по чекор го правиш. Значи не се пренатрупуваш, не одиш да вежбаш и да кренеш 50 кила затоа што можеш и гледаш дека можеш на шипкава, па утре не можеш да станеш од кревет, туку можам 50, ама јас ќе кренам 10, затоа што денес ми е прв ден, па утре ќе видам како ќе зголемувам, па втората недела, па тек последен месец јас може ќе или 3 месеци јас може ќе почнам да кревам 50. Да, се ми текнува, не знам дали го спомнавме, но сум го спомнал сигурно на подкастот, една од работите кои што мене ми направи некоја трансформација како гледам на овие работи е книгата Атомски навики, Atomic Habits, кој што буквално зборува како ти ако сакаш да почнеш да трчаш или да идеш у теретана 5 пати неделно, ти мораш да почнеш со тоа да првата недела, не знам, неколку недели. Тебе целта не ти е да идеш у теретана, туку ти е да станеш у тоа време кое би сакал после тоа да идеш у теретана. Само тоа. Ке станеш у, да кажем, у 7. Толку. Ти ако на крај идеш у теретана тој ден, тоа е супер, cherry on the top. Ама тоа не ти е целта. После тоа целта ти е да станеш и да облечеш патики. Толку. Тоа е целта. Па после тоа да станеш, да облечеш патики и да отвориш врата. И така после одреден период ти ќе доеш да идеш 5 пати у неделата у теретана, ако тоа ти е целта. Така да не се превртуваш наеднаш. Знаеш, наеднаш јас ќе сменам 3 навики. Значи ти кога минуваш една навика, треба да ја замениш со друга навика, во случајот здрава, затоа што здравите навики се исто еднакво адиктивни, мислам, зависно се создава од здравите исто колку што и од негативните навики за нас. И кога една менуваш, треба на истото место да донесеш нова, која што најверојатно би била попожелна за тебе. За поздрава или па не здрава не е важно, меѓутоа пожелна за тебе. И ти не можеш наеднаш 10 навики да смениш. И затоа не може new year, new me, туку може нов месец, нова навика која што ја носам или нешто што во коучингот се барем таму го имам научено и мислам дека е многу значајно и добро и јас често го практикувам, ако и некоја голема навика која што ја менуваш, да си дадеш период од 90 дена и тие 90 дена, тие да речеме 3 месеци наредни кои што доаѓаат, да немаш други големи промени кои што ги правиш, туку 90 дена се фокусираш на една голема задача и ти оној цел капацитет што ти останува од тековните обврски и работи што ги имаш во текот на денот, неделата и месеците, цел тој капацитет да можеш таму да го ставиш тие 90 дена. И после тие 90 дена, доколку ти се потребни нови 90 дена, добро, доколку не, тек тогаш можеш некоја втора навика да дојдеш и да промениш. И затоа и многу диети се распаѓаат, затоа што наеднаш ти сега стануваш некој кој што вежба, не јадеш, си во калориски дефицит и пиеш не знам колку многу вода, менуваш све што си правил до сега, не, едно по едно се менуваат работите, ама не едно по едно ден за ден, туку идеално е по 3 месеци да се даде. Па дури и тие што доаѓаат на конкретно за психотерапија, конкретно за гешталт ќе кажам, во просек 10 до 12 средби се потребни, а ако е една неделно, ете ти ги тие 90 дена, за да се почувствува одредена разлика. Значи, за да може веќе она кое што го се зборува, за кое што нели се работи така натаму, да може да се почувствува одредена разлика. Се што е по тоа многу ретко. Значи, неш друго ако си работел, па одиш на чек-ин средба, меѓутоа ако почнуваш со работа на себе, исто така најмалку 3 месеци се потребни за и ти да почувствуваш одредена разлика и нели терапевтот конкретно да види до каде си. Да, бидејќи не можеш тоа што каже ти на преска, ништо не се случува преку ноќ. Ти можеш да ја донесеш одлуката, ама треба време и затоа е многу важно да се напомене кога се зборува за ова дека да ти ќе има промена, ама нема да биде експресна, нема да биде автоматска промена, ти ја носам одлуката и јас сум вака, туку треба да бидеме свесни дека тоа највеќе ќе ни треба време и нормално ако и да си дадеме време, ако не работиме на тоа, нема да успееме, значи ќе мора да превземеме акција и да дозволиме времето да си го направи својата, бидејќи јас знам со почнал кога сум бил помлад, окей, сакам, не знам, да читам една книга секој месец, да гледам ова, да трчам толку, и ако го почнам се наеднаш, и сум почнувал се наеднаш,
и гледаш дека ништо од тие, не една, ниту една не сум ја успел да ја задржам. Ти можеш и сите да ги, ти можеш и сите да ги преш, ама не е одржливо, затоа што првиот момент во животот кога нешто ќе ти се разниша, ќе се размрда и било што да се случи, реалниот живот, значи не дека ти си го привлекол тоа или тоа е страшно, реалноста на животот е таа, ти ќе се срушиш наеднаш. И затоа е тука многу важно само да не сме перфекционизми, да не е 100% или ништо, туку да е окей, ја може да ги имам овие. Ти можеш пак да се ги оставиш тие желби, не како цели дека ти не знам што ќе правиш ако не го направиш е страшно, туку еве желби дека јас сакам да читам една книга месечно. Зошто? Сега тука го имаш твоето зошто, затоа што се чувствувам поедуцирано, подобро со себе, не знам, задоволно, среќно, инспирирано и така натаму. Значи пак да го имаш твоето зошто. И можеш да имаш бекап, на пример, окей, ако не можам да знаеш, ако многу ти е важно, можеш да имаш бекап. Окей, ќе ја слушам аудио додека трчам. Значи пак можеш да успееш, ама да видиш што, знаеш, и колку ти е навистина важно тоа. И тоа највеќе помага пак се враќаме на истата метафора со трчањето, кај што, окей, јас секогаш кога трчам, да кажем една трка, дали тоа ќе биде 10 км, полумаратон, маратон, имам 3 или 4 различни цели. Првата цел секогаш ми е да завршам. Втората ми е, окей, сакам да завршам по тоа време. Третата или четвртата ми се највеќе, окей, best case scenario, ако и времето ми се погоди, јас се чувствувам убаво и се кој што треба, ова. И за да, ако јас не можам овие две, барем да знам дека целта секојаш ќе ми биде само да истрчам, да завршам. Така и со секој тренинг. Например, со повеќето работите што ги правам научен од ова, окей, ова ми е целта, само да завршам. Целта ми е, еве сега, со подкастов, да завршим епизодата, да помине секој што треба, да имаме убав разговор. После тоа, ако не знам, ја ставим епизодата и супер и има премногу прегледи, тоа е дополнително секојаш, ама секојаш имам една цел која што е реална и која што пак ќе ми даде, значи, па јас треба да истрчам, треба да завршам, треба да дам се од себе, ама нема по секоја цена да гледам целта да ми биде нешто што можеби и не е толку реално. Иако пак ќе си дам да ја имам таа цел како се чувствуваш кога ќе го завршиш? У зависност од тркиве и у зависност од периодот, ама секогаш кога сум завршил, сум се чувствувал убаво кога таа ми била целта. И сум имал неколку пати каде што примарната цел ми била, окей, сакам, ми се десило да имам сакам да истрчам под 50 минути 10 километри. 50:02 завршив и се чувствував многу лошо. Се чувствував како цел живот. Тоа е перфекционизам, што се врзуваш со резултатот. Затоа прашав како се чувствуваш кога ќе завршиш. Не општо како се чувствуваш кога ти ќе завршиш еден маратон. Горд на себе, исполнителен, издржлив, силен. Како се чувствуваш кога ќе завршиш нешто? Тоа е на крајот, она главната, да речам, цел која што треба да ти биде, а се друго е, знае да бидат перфекционистички критики, ајде така ќе ги донесам, кои што ни прават замка, каде што бегаме од задоволството и наместо да бидеме задоволни, да видиме, знаеш како да гледаме во и позитивните работи што ни ги носи, ние гледаме секогаш во недостатокот. Јас тие никогаш не е доволно. Тие 2 секунди ги гледав како цел живот да ми се има срушен. И толку лошо се чувствував да морав да седнам и да кажам, окей, чекај, морам да сменам нешто, бидејќи не е здраво за мене. Тоа е перфекционизам. Тоа веќе не е здрава амбиција. Ме само река. Да. Ма не, и тоа е така. Носам, ама да знаеш, тоа е перфекционизам каде што ти одиш, ти тука си влегол во страв, во критики, во ништо не е доволно и така натаму, кога ќе видиш дека некоја цел ја поставуваш со доволно не е доволно добро, знаеш кога доволно автоматски знаеш дека си влегол во перфекционизам. Знаеш, окей, не е страшно некада веројатно да го носиш, ама на крајот на денот не може да бидеш одржлив и постојано менталното здравје ќе ти пати, па и физичкото, затоа што најверојатно ќе се претренираш за да успееш во некаква цел и многу работи ќе знаеш како на патот многу работи ќе запоставиш и ќе заборавиш и тука е многу важно, затоа е тука важен личниот раст и развој. Знаеш да го фатам перфекционизмот, да видам каде ми наштетува и каде можам да го пуштам и да, окей, јас сум многу амбициозен, ама не се врзувам со конкретен резултат. Да. Дали има нешто што заборавивме, пошто се гледам на времево, снимаме повеќе од сат време, дали има нешто што заборавивме, што мислиш дека треба за крај да го спомнеме?
Сигурно нешто сме заборавиле, ама ќе го оставиме. Не знам, знаеш, во моментов едноставно можеби тоа само би рекла да луѓето кои што се високо амбициозни да внимаваат да не влезат во перфекционизам и во првиот момент, нели, кога ќе почувствуваат дека некаде се врзале повеќе со резултатот наместо со самиот процес да застанат. Да. И за крај, кој е твоето прашање што би сакал сега да ги прашаш оние што нас слушаат? До кај се со целите кои што ги поставиле некаде до март веќе сите паѓаат што се поставени во јануари, ама јас се надам дека сега ќе си направат еден, знаеш како, еден ресет на истите тие цели да може да ги променат за стварно да одат напред и да си успеваат во своите желби што ги имаат.